Точно како што претпоставувавме. Можеше ли барем нешто да најдеш кај макаме? Да. Молам, дадино. Нели не можам да слушам? Не можам да ги затворам очите. Зошто? Не знам зошто. Многу лошо се чувствувам. Не го слушам твојот глас, дури ни мојот. Како да сум во гроб, Вахиде. Ако е така, додека ти заспиеш, јас вака ќе ти ја галам косата. Дадо, сега сте смрзна, може ли да спиеме со вас? Ајде, доаѓајте. Грците објавија дека прифатиле да ги повлечат назад своите флоти од Крит Султанов. Што е со префрлените војници? Се спротивставуваат за нивното повлекување, господине. Повикајте го британскиот амбасадор и за последен пат разговарајте со него. Тие ни отежнуваат да ги поразиме грците. Тие рекоа дека ќе се повлечат. Ќе видиме. Добро утро, Мустафа! Добро утро, кравичке! Добро утро, ќамуш! Ајде да видиме, кравче моје. Цел песочан го чека твоето млеко. Добро утро, чичко Рамис. Емине, Пембе, ајде разбудете се. Видете, се раздени, сонцето изгреа. Емине, Пембе, ајде. Што им се случило? Мислам дека фатиле мали сипаници, Зарифе, мали сипаници. Ние поверувавме на Англија, но дознавме дека силите, под команда на грчкиот генерал Валос, објавиле дека нема да се повлечат од Крит, господине. Ние се обидуваме да ги убедиме грците, голем везиру. Господине, доколку се пролее само една капка крв, тогаш нема враќање назад. Не грижете се вие. Грците ни ветија во врска со тоа. Не дозволуваме свршен чин, господине. Да знаете. Тато! Добро утро, Вахиде! Добро утро, Зарифе! Тато! Рамис! Да не цркнеш, Рамис! Тато, девојчињата фатиле сипаници. Сипаница ли фатиле? Што рече? Девојчињата горат, помалку и кашлат. И на нивните лица имаат мали вакви розеви точки. Што, рековте дека девојчињата фатиле мали сипаници? Не е возможно. Не е можно. Не е можно. Добро ви утро! Можно е, Фатма! Добро утро, тетка Фатма! Добро утро, Вахиде! Добро утро, Зарифе! Добро утро, Мустафа. комшија! Што? Каков комши, бе? Ние се преселивме во оваа куќа. За секогаш. Рече за секогаш, Фатма! Молчи. Што рече? Тато!
Што е, ма, што викаш? Малечките Фатија мали си паници. Што зборуваш, ма? И вашите ли? И нашите. Фатма! Фатма, мила! Мори, Фатма! Ние дојдовме. Станавме комши и тоа први комши. Господинот Дилавер сака да се види со вас, господине. Повикај го, нека влезе. Повелете, влезете. А ти можеш да излезеш. Некој вчера вечер влегол во мојата куќа. Така? Навистина? А што имам јасото, а? Се беше многу растурено. Да не биле некои кратци, а? Немате право на овој начин да влегувате во мојата куќа. Слушни ме сега добро. Остави ме веќе на мира. Кажи им на оние твои песови повеќе да не ме следат наоколу. Дали се разбравме? Знам дека нешто матиш, Дилавер Ефенди. Исто така знам дека машината за печатење ти ја украде за да печатиш вестници. Искрено не знам по што трагате и не знам што матите, ама... Едно знам дека наскоро ќе дознаеме, Дилавер Ефенди. Многу скоро ќе дознаеме. На твое место не би губе време. Кај макам, Ефенди? Ќе видиме, Дилавер Ефенди. Ќе видиме. Така... Девојчињата фатиле мали си паници. Така ли? Аман, моите девојчиња фатиле си паници, ој. Тетко Фатма, неколку дена ќе имаат температура. Исто така дамките на нивните лица ќе се зголемат, ама не плашете се. Само да не излегувате надвор на студено. Тука ќе спиете во ред ли? Ќе биде во ред. И повремено проветрувајте собата, Вахиде. Вие само наредете, докторе. И нашите се исто вакви. Ќе помине, нели Мусафа? Тоа Рамис Ефенди. Прв пат ли ми е си паници во ова куќа? Другите девојчиња кога вадеа си паници, каде беше ти? Ќе помине, ќе помине. Се разбира дека ќе помине, чичко Рамис. Секој дете прележува си паници. Ова е многу нормално. Во оваа куќа има некој што не фатил мали си паници. Зошто прашуваш? Затоа што е заразно, чичко Рамис. Јас ги прилежав, нема да ме фати. И јас ги одлежав и мене нема да ме фати. И јас ги одлежав. И јас го одлежав. И Зарифе го одлежа. Ти па ексик да не бидеш. Боже, боже. Рамис Ефенди, Молам? ти имаш фатено? Јас ли? Да, тебе те прашувам. Ти. Јас, може би имам прележано, може би и немам. Сега ми текна црвени точки, нели? Да, такви, исти. Прележав. Зарифе! Девојчињата фатиле си паници? Слегувај доле, бе, дете, не гледај ја. Слегувај. Чичко Рамис? Молам? Јас ќе наминам кај Хатиџи и кај Хасан, да видам како се таму дечињата. Добро, оди, синко, оди. Да си жив и здрав, Мустафа. Ајде. И ти да си жива и здрава. Ајде. Ајде. Нека е со помин, Фатма. Да си ми жива, Муневер, да си ми жива. Извини ме, Муневер, поради девојчињата не можевме воопшто да разговараме. Не можевме да поразговараме за тоа што се случува, нели, господине Рамис? Така е. Види, твојот син рече дека сте се преселиле. Рече дека сме сега комши. Кажи што се случува. Зошто да ви ги спомеша, точно кажал? Види. Не во онаа куќа се вселивме, ја гледаш таа на почетокот. Токму там. Немој! Зошто? Ама зошто? Фатма,
Може ли само јас и ти, како жена со жена, да поразговараме, да си отвориме душата? Што велиш? Па мислам дека може. Ајде, тогаш влези. Намик! Дојди и ти. Треба да разговараме како маж со маж. Оди. Оди. Како си, внучко? Добар сум, дедо. Сакаш ли нешто? Не. Добар сум. Изгледаш уморен. Сакаш ли дедо ти да ти свари една чорба со месо, а? Со убав мирис. Не бе, дедо, каква чорба. Сакам да поразговараме малку. Што ќе разговараме, бе, Алекс? Сакаш нешто лошо да ми кажеш? Така ти гледат очите. Дедо, јас размислував цело утро. Зато ли вака си пребледал, а? Дедо, сакам да ти кажам нешто. Кажи. Знаеш дека сите се против нас. Против Зарифа. Против нашата љубов. Но нешто ќе ти кажам, дедо. Тие нема да не победат. Што зборуваш, бе ти, море? Пак ли полуде, а? Едва спасивте жива глава. За малку ќе умревте двајцата. Уште ли не ти доаѓа памет? Се уште ли не можеш да се прибереш? Не плаши се, дедо. Јас си заминувам. Што рече? Јас долго размислував, дедо. И одлучив. Ке си одам од тука. Муневер, знаеш колку те сакам јас тебе. И јас тебе те сакам, Фатма. Добро, тогаш добро. Што ме сакаш, тогаш знаеш дека не сакам да те навредам тебе. Вие зошто дојдовте? Зошто тука се преселивте? Зошто се преселивте, а? Нема да се навредам, зошто да се навредам? Да ти кажам зошто се преселивме? Кажи. Поради Намик се преселивме. Тоа го знаев. Не можев повеќе да го задржам, Фатма. Јас врти го грбот, тој побегне кај вас. Јас заврти го грбот, тој пак тука. Што можев друго да направам? И тоа го Друг знам. збор не му излегува од уста. Отвори устата Зарифе. Затвори устата Зарифе. По цела ноќ во сон само Зарифе ја спомнува. Зарифе. Друг збор не му излегува од уста. За ова не сакам ниту да чујам, ниту да знам. На крајот, знаеш ли што направи? Отиде на работна провалија. Застана и вака гледаше надолу. Што? Ми рече, мамо, ако не се преселиме во селото на Зарифе, ќе се фрлам во оваа провалија. Ете. Боже. Мисли пусти што да правам. И на крај решив јас да дојдам во Песочан, бе. Ти да беше на моје место, што ќе направеше? Во право си, мајка си, во право си. Во право си. Јас да бев немаше воопшто да го родам Намик. Што рече? Добро реков, добро. Ајде, ни се олади кафето. Добро, бе, најдов. Спанаќ, внуче. Седи вака, седи. Сега тоа што ќе ти го кажам, никогаш да не го извадиш од памет. Кажи. Сега, штом се преселивте во Песочан, дојдовте до нашата куќа, ни станавте први комшии. Така е. Сега ова, што ќе ти го кажам, треба едно по едно да го врежеш во умот. Зошто? Зошто ли? Види, еве сега ќе ти кажам. Зарифе е моја ќерка. И ако се врткаш околу неа, еден, ако ја вознемируваш мојата Зарифе, а јас слушнам, тоа е два.
Ако копаш тунел, 3. Ако се качиш на кровот, 4. Доколку бараш богатство, колку се? 1, 2, 3, 4, 5. Па тогаш, овие 5 прста, ќе си ги добиеш по суратот. Ќе те залепам како мува на зидот. Разбрали сега зошто, а? А? Сега разбрав зошто. Панаќ, внуче, седи вака, седи. Сега тоа што ќе ти го кажам, никогаш да не го извадиш од памет. Кажи. Сега, штом се преселивте во Песочан, дојдовте до нашата куќа, ни станавте први комшии. Така е. Сега ова, што ќе ти го кажам, треба едно по едно да го врежеш во умот. Зошто? Зошто ли? Види, еве сега ќе ти кажам. Зарифе е моја ќерка. И ако се врткаш околу неа, 1. Ако ја вознемируваш мојата Зарифе, а јас слушнам, тоа е 2. Ако копаш тунел, 3. Ако се качиш на кровот, 4. Доколку бараш богатство, колку се? 1, 2, 3, 4, 5. Па тогаш, овие 5 прста, ќе си ги добиеш по суратот. Ќе те залепам како мува на зидот. Разбрали сега зошто, а? А? Сега разбрав зошто. Хатиче веќе знае, претходно и кажав. Треба малку да се одмораат. Никако не смеат да настинат. И добро ќе биде од време на време да ја проветрувате просторијата. Хајде нека ја се опомни. Ако некој не прилежал, значи да не им се доближуваат, нели Мустафа? Да, заразна е и многу е опасна за возрастните. Хатиче веќе знае, претходно и кажав. Треба малку да се одмораат. Никако не смеат да настинат. И добро ќе биде од време на време да ја проветрувате просторијата. Хајде нека ја се опомни. Ако некој не прилежал, значи да не им се доближуваат, нели Мустафа? Да, заразна е и многу е опасна за возрастните. Ти ја прилежа, нели Хасан? Јас се разбира да вака ја прележав. Воред тогаш. Ајде јас да станем. Подосна повторно ќе поминам да ги прегледам. Нема никако станување, нема потење. Боже, дај Боже да ги прилежал. Не би можела пак да го чувам болен. Ајде, ќе се видиме. Да си жив и здрав, Мустафа. Благодарам, нема на шта. Јас подоцна ќе наминам. Ајде, нека се помину штедаш. Да си жив. И јас да го земам палтото и да излезам. Хасан, ај оди подесна. Не, јас мора да одам. Сакам да ти кажам нешто, дојди седни тука. Да дојдам. Кажи. Намик, види, немој да заборавиш, а? Нема. Ајде. 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 Комшиите си одат, Рамис Ефенди. Ние што сладко си поразговаравме со Намик. Така, сладко. Намик разбра, нели? Разбрав. Да. 5. Па тогаш ние да си одиме. Ајде, синко, доаѓи. Ајде. Останете со здравје. Ајде, Муневер, ајде. Ајде. Уште ова ни фалеше. Јас да одам да ги видам моите девојчиња. Види? Уште едно ти излезе тука, Пембе. Пембе, овде имаш нешто. И ти имаш нешто тука, Емине. Мои точкасти девојчиња, како сте? Добри се, татичка, многу се добри. Добри ли сте?
да ве бакнам, за да бидете по-добри. И тебе? Сакате ли нешто, татенце, да ви донесе вам? Доволно е само ти да седиш со нас. Татенце би се жртвувал за вас. Тогаш јас да си одам. Боже... Доколку не објавите дека прифаќате да ги повлечете силите под командата на Васалос, тогаш морнарицата на Обединетото кралство, заедно со бродовите на Франција и Италија, ќе стигнат до Крит. Дали вие тоа ни се заканувате, господине Кири? Се обидуваме да ја спречиме војната. Крит е грчки остров. Мислам дека ја подценувате Отоманската империја. Без нашата поддршка, Грција ќе изгуби војната. Ние исто така не ве присилуваме да се откажете од вашиот сон за Крит, но постојат и други начини за добивање на Крит. Вие може да се плашите од Абдул Хамид, но ние... Зошто Англија е толку голема држава? Знаете ли, почитуван господин амбасадоре? Ако фрлите една жаба во врела вода, таа жаба ќе скокне од страв за својот живот и ќе се спаси. Но доколку водата полека ја затоплувате, без да почувствува жабата, ќе се свари и ќе умре. Војната не се добива на фронт, туку на маса, господин амбасадор. Поради сите овие работи, Англија е голема држава. Не сакам. Како не сакаш? Не сакам. Хаджели, зошто правиш вака? Не имаме татко, не сакаме друг татко. Не сакаме Дилавер да ни биде татко. Не сакаме. Не сакаме. Не сакаме. Ете така. Треба да го правиш сето тоа што е напишано, да не престануваш, добро? Добро, Хатидже. Ајде кажи да видиме што разбра Хасан. Ова го разбрав. Што многу сакам да имаме дете, треба да го направам се ова што е напишано на овој лист. Така. Тогаш што поскоро да почнеме? Да почнеме. Ајде. Ќе почнеме со ова. Да не почнуваме со тоа, Хатидже. Ајде. Ете, готово. Сега што ќе правиш, Хасан? Сега што да правам? Ќе излезам од дома со десна нога. А секој час, вака ќе скокам. Исто така, секој ден 3 пати ќе вртам во круг. Само не знам дали во тесно или на широко да вртам вака. Како што сакаш, Хасан. Ајде. Млеко! Застани, погледни. Застани, ајде, господи. Лекару! Дојдов, повели. Спаначот. Кажи ми, спанач влучко, да видиме што сакаш. Јас треба нешто да те прашам. Прашај ме. Ова го разбрав. Браво. И ова го разбрав. Добро. И ова го разбрав. И ова го разбрав. И ова го заборај. Ова ли? Да. Види, ова е. Пак ќе ти кажам. Ако те видам дека се моташ околу мојата зарифе, е ова. Разбра? Ако ме видиш да се мотам околу твоја зарифе, да. Разбра. Рамиз ефенди. Молам. Добар ден, имате млеко? Како нема? Ќе донесам. Можно ли е да нема млеко? Има млеко во изобилство.
Зарно да, кој е овој до тебе? А овој ли? Јас сум внукот на млекарот Рамис на... Мамит. Мамит. Другиот внук Мамит. Мамут дојде кај нас. така ли? Добре дојде, синко. Благодарам. Со среќа, имајте пријатен ден. И вам пријатен ден. Ајде. Ајде. Чичко Рамис, Молам? зошто така рече? Зошто ли реков така? Зошто реков така? Зарифе. Името на Амик воопшто не го сака. Зарифе? И се гади кога ќе го слушне името на Амик. И се повраќало. Името Мамут ти текнува, повеќе и се допаѓа. Мамут. Моето име е Мамут. Твоето име е Мамут. Сега кажи ми, ако некој те праша, синко, како се викаш? Мамут. Повтори 5 пати, повтори. Мамут. Убаво. Мамут. Да. Мамут. Мик. Не бе, Мамик. Мамут. Сега одиме. На секој чекор кажи ми Мамут. Ој спанач се ќе испомеша. Катиче, 3. Сега можеш да одиш на работа, Хасан, не заборавај на секој час. На секој час, вака. Многу важна работа забораваш. Што треба да збориш кога подскокнуваш? Тој што ќе ме урочи, очите да му истечат, да ми се врати силата за мојата Хатиџе да остане бремена. Ајде, сега можеш да одиш. Хатиџе, правам се како треба. Како треба, да. Хасан! Хасанче моje мило, сето ова јас го измислив, за да ти се одмаздам, а ти никако да го разбереш тоа. Англија е строго против војна помеѓу Отоманската империја и Грција. И затоа паша нашиот предлог е ваков. Доколку на неговото височество султанот Абдул Хамид хан му одговара, ние заедно со нашите француски и италијански пријатели, со најсилните бродови на нашата морнарица, ќе впловиме во Крит. Грците ќе мора да ги повлечат војниците од островот, со тоа ќе им покажеме на која страна сме ние. Вашиот предлог, господине, ќе му го пренесам на величествениот султан. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ние да седнеме овде. 2 горчливи кафиња. Како сте, господине Дилавер? Благодарам, командире Чезми. Добар сум. Известете ги англичаните дека го прифаќаме нивниот предлог. Како ќе заповедате султану? Добар ден, господине Бајтар. Добар ден, синко. Дојдов да го посетам Алекс. Како е тој? Добар е, добар. Многу подобар. Наарно нека е. Зошто си нерасположен денес? Не, јас сум добар. Само сакам малку да прошетам, да земам воду. Ајде, ти качи се. Во ред, ајде ќе се видиме. Добро ти утро, Рамиз ефенди. Благодарам, господјо Бедија. Во нашето село Мамут дојде. Кој ти е па тој, Рамиз ефенди? Тоа што ми го предвиде се случи. Ти го виде него. Дојде за секогаш и ми стана прв комшија. Добро. И ние одиме кајва за убава работа. Рамиз ефенди. Разбирам, Неврес. Како си, Неврес, течерко? Добра сум, добра.
Ќе бидеш подобро, невресте. Ајде, ќерко. Ајде. Ќе одам, Мустафа. На некое тивко и пусто место. Ќе живеам сосема сам. Далеко од сите. Далеко од се. Значи решен си да одиш. Добро, а кога ќе одиш? Откако ќе се збогувам со Зарифа. Не разбирам. Ќе посекам нешто од тебе. Кажи. Јас не секам да повредам никого. Ми треба твоја помош. За последен пат сакам да ја видам Зарифе. Може ли да ми помогнеш? Машината за печатење е таму каде што се договоривме. Но имајте на ум дека постојано ве следат. Внимавајте. Благодарам, командире Чизми. Во нашето село Мамут дојде. Аха. Во нашето село Мамут дојде. Во нашето село Мамут дојде. Мамо, Кој е тој Мамут? Мамо дошол, мамо. Што ако дошол некој Това рече. Како што предпоставивме, вчера вечер Абдул бил во мојата куќа. Полудел кога не го нашол тоа што го барал. Денес го посетив господинот Кајмакам. Ми рече дека сум револуционер. Дека јас сум ја украл машината за печатење, дека сакам да печатам вестник. Ќе имаме работа со овој човек, Дилавер. Има ли некаква вест од Джезми? Да, има. Ја однел машината на местото каде што се договоривме. Меѓутоа, мисли дека некој време не треба да бидеме таму. Во право е. Јас морам да одам, брате. Јас ќе одам пред тебе. Да не привлекуваме внимание. Ајде ќе се видиме. Се гледаме. Ќе наминам подоцна. Влези. Сте ме барале, господине? Да, Ќазим. Затвори ја вратата. За ново издадениот вестник Феријат го печати доктор Мустафа заедно со господин Дилавер. Докторот Мустафа ли? На султанот? Да, тој. Се зборува дека се крие во Македонија, господине. Значи вистина е. Фала му на Господ што е така. Ова треба да го поделиш на другарите на кои им веруваш. Добро тогаш. Ке разговараме за ова. Сега можеш да одиш. Значи и ветеринарот сака да ја земе шталата. Да, сака. Само ја покачува цената. Ако и ти ја покачеше цената, каков ли ќе беше крајот? Ако јас не ја покачувам цената, Бајта Рефенди ќе ја земе шталата. И тоа знаеш како ќе ја земе? Ќе даде пари и ќе се свирка. Џабар Ефенди, остави ги ти сега парите и свиркањето. Сега јас ќе те научам како без пари да свиркаш и да станеш газда. А како ќе биде тоа? Сега ова, господја Бедија, нели е жена и убава жена е? Жена е? Што ако е жена? Ако е така, додај си мед на зборовите, длабоко погледни ја во очи и што ми ја сака шталата, гледај да те засака Бедија.
Тато Рамис! Хасан, што правиш ти тука, бе? Зошто, што скокаш? Кажи! Ќе ти кажам после, Тато Рамис. Сега кажи ми! Реков после. Реков сега да ми кажеш! После! Сега ти викам! Види, мене ме натера да скокам! Сега ти реков, бе! Не можам, Тато Рамис, вака ли да одиме или вака да одиме? Е, па вака да одиме! Ајде тога! Види, и мене ме натера да правам како него! Вахиде! Вахиде, дојди, стави вода. Ајде, стави вода. Што правиш ти, мамо? Правам лек за девојчињата. Добар е за сипаниците. Го научив од баба ми. Ајде, дојди и ти да се научиш. Керко, моја војник. Ајде. Ајде, сипи, сипи. Добро, добро, доволно е. Добро. Мамо, нели Мустафа ти кажа дека не треба ништо? Од каде да знае тој? Тој е еким. Ау, колку лошо мириса, ми се скади. Ама јас ова мирисба ја паметам од некаде, а? Ја знаеш, нели? И ти кога имаше патено сипаници, и тебе те мачкав со ова. Мирисот од овој лек е останат од мојата чукун баба. Ке видиш дека после 3 дена ке им помине и сипаниците и оваа мирисба. За поминување ќе поминат, ама миризбата ќе остане едно 3 години. Ако рекле така, така е Хасан. И ти скокај. Ако има некој фајде, тогаш скокај Хасан. Ајде. Види, мојот чукун дедо Мамут Мустафа Рамис, не го заборавај. Осило. 4 наеднаш. Одиме, ќамуш. Османлиската империја повторно го одби нашето барање. Во врска со проблемот на Крит, англичаните во последен момент се определија за Османлиската империја. Затоа османлиите не беа приморени да се борат со грците. Значи, нас, бугарите, не сметаат за луѓе, така ли? Така е. Епа тогаш ќе треба уште повеќе да се пролее крв, Димитри. Нека разберат османлиите. Во ред. Ќе се пролее. Уште многу крв ќе се пролее. Джабар Ефенди? Добар ден, госпоѓа Ако си Берија. дошол за трло... Не е за шталата. Само сакав така малку убаво сладко да се позборуваме. Донесов локум, дали го сакаш? Сакам, Джабар Ефенди. Повели, сакам малку да поразговараме, да се напиеме по едно кафе. Зошто да не може? Повели, Джабар Ефенди. Ајде и тебе да те намачкам. Чекај. Чекај, ма тргни ја раката, чекај. Чекај, мори. Многу лоша мириса. Ке мириса. Многу лоша мириса. Чекај. Ајде. Така. Тука да намачкам, ајде. Не мрдај. Чекај малку. Не мрдај. Мамо, остави ги намира девојчињата. Ти мене остави ме намира. Види, ова да го направам и веднаш ќе оздравите. Чекај. Епа не сакаме ме да оздравиме. Што? Што кажа? Не сакаме да оздравиме. Ке те убијам тебе. Ајде. Исти сте сите. Мојот покоен маж беше многу добар човек. Си имавме ние долга и убава живеачка. Да. И нашиот брак со покојната беше многу добар, да. Ти не ја познаваш покојната моја? Како не, ја познавав. Како не ја познавав, Господ да ја прости. Да, Господи двајцата да почиваат во мир. Амин. Джабар Ефенди, ама и ние си ставиме полека. Неправедна си кон тебе, госпоѓо Бедија. Машала, добро изгледаш. Ама како не. Така. Како е локомот, добар е? Многу е убав, многу да си жив. Само една минута, госпоѓо Бедија. Нешто ти останало. Еве, ово останало.
На здравие да ти е. Со лесно нека е, тетка Фатма. Најсаканиот намик. Дојде ли, синко, а? Да не се случи нешто. Сакам нешто да ти кажам на тебе, ама сакам веднаш да ти кажам. Ајде, нарно нека е. Нарно е, нарно. Ајде, дојди внатре. Нарно е. Ајде, влези внатре, ајде, дојди. Ајде, дојди. Господине Дилавер? Добар ден, господјо Меријам. Да не ве вознемирувам. Јас, господјо Меријам, се охрабрив од вчерашниот разговор и затоа дојдов тука, дама изгледа не дојдов во право време. Простете ми, останете ми со здравје. Пријатно. Ќе дојдам друг пат. Господине Дилавер, момчињата се разболеа, па затоа сум малку расејана. Толку. Навистина ли? Така, имаат мала сипаница. И тоа сите 5 наеднаш. Нека вие се помин. Та, Илена, јас се најдов овако време да ве вознемирувам. Мамо, кој дојде? Кажете ми слободно, ако можам нешто да ви помогнам. Слободно кажете. Ви благодарам. Добро се тие. Им падна температурата. Добро е. Добри се. Ве разбирам. Како и да е, да не ве вознемирувам повеќе, извинете уште еднаш. Останете со здравје. Заборавив ова да ви го дадам. Ова е за мене? Не е достојно за вас, ама... Вие сте господине Кајмакам. Колку се убави овие цвикиња, леле. Господин Дилавер ми ги даде. Зошто стоите тука на врата? Ајде, влезете внатре. Ајде, влегувете. Не, да не ве вознемирувам, и така момчињата биле болни друг пат. Можно ли е такво нешто? Нели да меријам? Ќе ги видите и децата. Ајде, влезете. Ајде. Повелете. Ајде. Деца, видете кој дојде. Дечиња, нека вие се помин. Нека вие се помин. Нашиот татко не умре. Друг татко не сакаме. Хаџали? Како зборуваш така? Молчите, молам? Извинете, господине Кајмакам, болни се. Не знаат што зборуваат. Не ги слушајте нив. Нашиот татко не почина, наскоро ќе дојде. Останете со здравје. Господине Кајмакам. Зашто не јадеш? Што велиш, а? Зашто? Што да велам, тетко Фатма? Што велиш за невресте, те прашувам. Го виде девојчето, кажав на мајка и пративме Абери на татко и. Татко и се согласува, а и ние се согласуваме. Ако се согласуваш да ја побараме, а? Тето Фатма? Пубаво од ова може само керка на султана, а? Оваа работа не може да биде, тето Фатма. Не се мачете воопшто. Не може да биде оваа работа. Што зборуваш, бе? Зошто да не може? Јас со никого нема да се оженам. Боже господе, бидна 5, Вахиде зари фемине пембе 4, и ти 5. Па никој не сака од вас да се жени. И ова како болест се шири. Тето Фатма? Си го знам името, тетка Фатма, тетка Фатма. Тето Фатма, заборавили дека јас сум бегалец. Секаде ме барат. Среќа што ве запознав. Сега благодарение на Бога сум со вас. И убаво се чувствувам кај вас. Ама утре не се знае каде ќе бидам. Затоа не сакам да се оженам да му направам некому проблеми. На невресте Господа и даде пубава среќа. Ние на ова не се сетивме.
Како се случи да не се сетиме? Видите то, Фатма. Ако немаш ништо друго да ми кажеш, тогаш да се качам горе да ги видам девојчињата. Ајде, оди, види, синко, оди. Девојчето направила погача и ни донесе сите ние да јадеме, само овој не јадеше. А што да правиме, детето е во право. Треба некој решение да најдеме. Треба намик да го натераме да изеде од погачава. Ај, чекај, ќе видиме. Како се малечките пилиња? Што е ова, Вахиде? Лекот на мајка ми. Со ова ги мачка девојчињата. Земи. Каков лек е ова? Ова е обичен тутун. Не, само смеј, оди кажи го тоа на мајка ми. Всушност, кога се користи правилно, може да бидат од корист маџуни, мевлеми, ама... Памета ми баба ми го правеше ова. Ама како и да е, мора да се праши и доктор. Мајка ми за тебе вели, што се разбира тој? Така ли вели? А ти како си, убавица моја? Што ќе биде со Зариф, а? Речи дека ќе оздрави. Сестра ми се уште не слуша. Не знам. Може би ќе треба да ја однесам на поискусен доктор од мене. Па каде да најдеме поискусен доктор? Зариф може би ќе има потреба да ја однесам во Битола. Таму ќе најдам доктор. Вечерва ќе зборувам со Чичко Рамис. Алекс, како е? Добро е. Не грижи се. Вахиде, дојди надвор да разговараме. Ајде. Вахиде. Алекс си оди. Си оди? Каде си оди? Не знам. Ама тој одлучил да си замине за секогаш од тука. Може би тоа е најдоброто. Сака за последен пат да ја види Зариф. Што? Алекс да не полудел? Не може, Мустафа. Гледаш во каква состојба е Зарифе. Што сакаш да ја направат? Сакаш да ја убијат? Вахиде, знаеш дека Алекс не може да дојде тука. Треба да им помогнеме. Мустафа, ти не разбираш што зборувам изгледа. Ако слушне татко ми ќе не убие, не мисли на вакви работи. Вахиде, за последен пат. Ќе се видат за последен пат, верувај. Како ќе биде ова? Не знам. Треба да најдеме решение. Треба да размислам. Ти рече дека треба да ја однесеш Зарифе во Битола, за да ја види некој поискусен доктор. И кога ќе однесеш во Битола, тогаш може да се види со Алекс. Не може така. Кога ќе носам Зарифе во Битола и тета Фатма ќе запне. Јас ќе дојдам и... Така нема да може да се видат. И што ќе правиме? Не знам што треба, ама ќе направиме нешто. Тето Фатма? Што се случува? Нешто лошо се случи? Добро, што си направила ти со тоа? Што сум направила? Си ги намачкала девојчињата со некоја чудна маст, зошто?
Убаво ги намачкав. Можно ли е такво нешто, тето Фатма? Се мачка ли такво нешто на лице? Овој лек ние го правиме од нашата прапрабаба. Искрено, немам слушнато до сега да се лечат сипаници со вакво нешто. Ти си еким, ти од каде ќе слушнеш? Дојди, види ги како оздравиле девојчињата. Ајде бре, дојди. Тето Фатма? Што тетка Фатма? Вратата. Дилавер дојде. Добре дојде, Дилавер. Добре дојде, синко, добре дојде. Добре најдов. Ајде влези внатре, седни си. Јас да ги видам девојчињата, веднаш ќе дојдам, ајде. Тето Фатма? Што тетка Фатма, што? Името ли сакаш да ми го научиш? Што Фатма? Може ли да ни направиш 2 кафења? Веднаш ли? Не, немој воопшто да се мачиш, тетка Фатма. Дојди да позборуваме, Мустафа. Дилавер, мора прво да пиеме по едно кафе. Добро те? Ајде, тето Фатма. Добро. Па тогаш јас да ви направам кафе, а вие седнете си. Јас ќе ви дадам, а вие разговарајте. Ајде. Ајде, брате. Дадо, каде одиме? Кај Алекс одиме. Што? Кај Алекс. Што направи? Зборуваш ли со Меријам? Ништо. Зборував. И добро, зошто си ваков? Ке ти кажам подоцна. Повелете. Ти благодарам, тето, да ти се подлатат рацете. На здравје. Дилавер, синко, што има ново? Разговараш ли со Меријам? Кога ќе правите свадба, а? Се уште не разговаравме, тетка Фатма. Види, ама не должете бе, синко. Сите се израдувавме, многу се израдувавме. И момчињата се без татко долго време. И за нив многу добро ќе биде. Хајде, побрзајте, направете побрзо. Тето Фатма. Што? Долго време се мислам и никако да ти поставам прашање. Овие деца зошто имаат вакви чудни имиња? Ова е многу долга приказна. Јас ова треба да ја скратам, ама не знам како да ја скратам. Ама да, чекај. Мејрем се омажи со Омер. Веднаш им се роди првото дете. Го нарекоа Хаджи Али. Потоа Омер стана војник. И додека Омер беше во војска, Мејрем пак се породи, но роди 4 деца наеднаш. Мејрем чекаше да дојде маж и да им даде имиња. Ама Омер не се врати. Тогаш децата долго време остана и порасна без име. Мејрем многу чекаше. После рекоа дека Омер умрел. Така некако рекоа. Бог да го прости. Бог да го прости. Така се случи. И Мејрем рече, штом тоа бил късметот на мажот ми да не им стави имиња, и јас
нема да им ставам. И ние не знаевме како да ги викаме децата. Едниот одеше како Патка и го нарековме Патка. Мрсулко, мрсулко. Едниот има клепави уши. Да, клемпавко. Најсрекниот е Хаджали. Ете, така се случи. Вака им остана имињата. Така. Што правите тука? Го следиме Дилавер. Дилавер ли го следите? А зошто? Господин Абдул ни нареди да го следиме. Така ли? Ајде тогаш следете го. Отворете си ги очите убаво. Ајде. Во селото мамут ни дојде. Одиме, одиме. Охо, Чичко Рамис. Чичко Рамис, добар ден. Како сте? О, кај макамот на Чичо. Мустафа. Знаеш ли дека те следат тебе? Знам, Чичко Рамис. Прости ми што дојда дори до тука. Сакав да ти кажам да бидеш внимателен. Не ти кажав за тоа? Не грижи се ти, Чичко Рамис. Кога ќе се жениш со Мерием, а? Ајде, бидете веќе заедно. Чичко Рамис, ние треба да одиме. Ајде, ќе се видиме подоцна. Ајде, ајде. Да ви дојде, Ајде, Чичко внимавај, Рамис. добро. Еј, Рамис Ефенди дојде ли, а? Не, се уште сум тамо. Тука си се шетам. Ај, добро, ајде, дојди си. Дојдов. Еј, Боже, Господе. Кај ми се девојчињата? Ете, горе лежат. Да одам да ги видам. Вахиде и Зарифе се Не, сори. да ги видам, да ги видам. Друго е кога таткото ќе ги види. Гулапчиња мои! Гулапчиња мои! Деда Меријам? Хатиџе, не можам да се омажам со него.